Сокрин во пазовите на Малешевските планини во близина на Беровското езеро се наоѓа манастирот Свети Архангел Михаил, изграден во 19 век. Позади дравените порти се крие вистинско богатство за очите, но и за душата. Просторни дворови, конаци направени од дрво, во кој речиси 2 века обстојува монашкото сестринство. Не само по убавината и духовниот мир, овој манастир е надалеку познат и по изработката на икони во византиски стил. Овде 4 монахињи на традиционален начин, крашејки ги камењата, создаваат вистинско богатство. Убав е звукот нели на каменот. На даска се поставува памучно платно, премачкано со туткал. Тоа е почетокот на изработката на едно уметничко дело, на кое монахините работат и по неколку месеци. Од мермерот крупни парчиња треба да се доведат до некоја големина, а потоа се работи со клештите, бојата и формата која што ни одговара. Кога ќе се залепи целата даска со мермерни камчиња, потоа ставаме една рамка дрвена, врз рамката ставаме малтер, потоа ставаме арматура и повторно малтер. Чекаме 2 недели или 10 дена, зависи од временската состојба надвор како е, кога тоа ќе се исуши, се превртува од другата страна. Потоа го чистиме мозаикот, тоа е третата фаза кога ќе се исчисти мозаикот и потоа е готов. Мозаикот може да си го земат. Оваа техника е ретка и уникатна, а и карактеристична само за овој манастир. За да не изумре техниката, монашкото сестринство планира во наредниот период да организира курсеви за деца, кои за краток период ќе можат да ја совладат техниката. Планирам понатаму со Господ напред, нели, да отвориме училиште за мозаици, тоа би било како летен курс. Најпрво тоа би било 5-дневен летен курс, би работела со деца, а потоа и некој од возрастните, нели, ако си се пријави, може да биде и курс за возрастни. За уникатноста на иконите кои ги изработуваат монахињите од манастирот Свети Архангел Михаил, документарен филм снимали од телевизискиот канал CNN, а голем дел од направените икони патуваат за Италија, Франција и Австралија.